но за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте Скасовски, саркастични колку што дајте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Вечерва мои гости Јасмина Миронски, новинар и пиар експерт. Добро вечер. Прв пат во студиото во ТВ Нова. И Сотир Костов, господин Сотир Костов, политички аналитичар. Мислам дека опитен и во пиар стратегии досега. Наш чест гостин. Добро вечер. Добро вечер. Миронски, ајде бидејќи сте прв пат тука и како пиар експерт да најавив, американските избори постојано се во фокусот на интерес на светската јавност, но дали мене ми се чини така оваа година и кај нас некако интересот како да се зголеми, особено во медиумската фела, па неколку телевизиски екипи веќе се таму од познати телевизиски куќи во Македонија. Зошто е тоа така и дали е така? Па дефинитивно сметам дека си во право, дека интересот годинава за претседателските избори во Соединетите Американски држави е огромен, секогаш бил. Значи, Америка е, знаеме, моќна земја број 1 во светот и нормално дека интересот е огромен, затоа што незината политика и она што се случува таму на највисоко ниво се пресликува на глобален план. Тоа е факт. И секако, тргнувајќи од тоа, дека светот будно следи што се случува на политичката сцена во Америка. Но годинава несомнено дека интересот за тоа што се случува таму и не само што се случува таму, туку начинот на кој се следи изборната кампања од почеток, па еве до самиот нејзин крај, нели, кај да е за ден-два ќе стигне, ќе дојде, е огромен и кај нас и во светската јавност. И во регионот, би рекла, затоа што следејќи што и како се пишува по регионот, дефинитивно има огромен број на анализи за и против, нели, двајцата познати кандидати, Доналд Трамп и Хилари Клинтон. Мислам дека пред се е тоа така, затоа што имаме, и тоа го знаеме, но еве да го повторам, една невообичаена ситуација во Соединетите Американски држави. Во моментот, значи имаме прв пат жена кандидат председател, имаме прв пат бизнисмен кандидат председател од таква провиниенција каква што е господинот Доналд Трамп. Имаме неговаш ренолико минато, зачинето со различни вистински или не секс моменти. Имаме од другата страна друг тип на нели секс во наводници од страната на Хилари Клинтон, ја вака малку поприземно тоа го сега коментирам. Но пазете, тоа луѓето денеска го сакаат. Тоа луѓето сакаат да слушаат, тоа луѓето сакаат Во Америка. Во светот. И кај нас? Па јас мислам да. Ај ќе видиме. Господин Костов, дали се слагате со тоа, иако овие кандидати се најстари досега за председател на Соединените Американски држави, можеби се контроверзни, како што вели Миронски, по својот бекграунд, и едниот и другиот, и дали е многу тесна разликата и се менува многу брзо оваа разлика од 1 до 2 до 7%, дали тоа е предизвикува оваа тензичност и неизвестност од резултатот? За нешто со сигурно за претседателските избори во Соединените Американски држави кажете, тоа констатирате, треба да сте добар познавач на изборните кампањи, на изборната традиција во САД. Личното моје искуство кажува дека се многу комплицирани. На неколку пати се обидов да ги проучувам, да бидам искрен, до крај не ги проучив. Во далечното минато биле многу поинтересни и поприемчливи, сега некако се мундиализирани, јас велам, некако се поатрактивни, а многу приземно симнати. И оваа кампања лично мислам, од една страна гледано, од несериозната страна, од, така да кажам,
политиканската страна на политиката, ајде да не речем извитоперената страна на политиката, се најинтересни, а од она суштинската страна, она што е есенција на една модерна современа политика, лично мислам дека се неинтересни. Прво, квалитетот на кандидатите е доста слаб, а инаку се интересни и ради тоа што прв пат жена е на чекор до тоа да биде инаугурирана во председател на САД. Па лично мислам она вечера што чув пред да дојдам во студијето, оние предвреме што гласаат дека веќе изгласали со 4-5% таа води, ја лично мислам, еве да одговорам на сексизмот на Трамп, ја заврши работава и изгледа ќе ја изгуби битката, а јас ако се прашувам, јас сакам Трамп да победи. Не знам зошто, може би треба да објаснувам долго и треба на Америка еден Трамп. Клинтон е традиција, Клинтон е веќе видена, Клинтон е позната за Балканот, за Југоисточна Европа, не ни донесе ништо добро, ни донесе војни, поделби и така натаму. И лично мислам дека американците ќе имаат во следните 4 години, без разлика кој да биде председател, неквалитетен председател, но еве да не биде толку негативно моето искажување, може би времето ќе ме демантира. Во Америка многу брзо работите се менуваат, од ден за ден. Клинтон водеше многу, па ја стигна Трамп, па тој напред отиде, па FBI се замеше како кај нас пандан на специјалната јавна обвинителица на Катица Јанева, па за да вчера или денес чуеме веќе изјава дури од Обама, директорот на FBI не сакал да ги наштети на Клинтон и тој се јавува и вели не, нема никако кривично дело во действијата на Клинтон, тој е во тие фамозни фајлови и така натаму. Сето тоа е, мислам, режирано, сето тоа е така скоцкано и кој не ги познава современите овие спин доктори, спинувања, оние пакувања специјални и еде така специјално давање на едно джидже, на една површински сјај на нешто што нема суштина. Нажалост, за овој пат така го мислам. Јас сум носталгичен од времето на АИК. Мислам дека вистинските изборни кампањи завршија со Роналд Реган. Она историското Good Morning Македонија, Америка, Time is now, сега е времето. Па едно време некој од нас, наша политичка партија се обиде да преземе тој слоган, бидејќи беше победнички и така натаму. Ова сега малку е карневал, циркус, ама да е интересно, народот да се забавува. Имам лично чувство, не можам да генерализирам, но од добар дел од гостите кои што доаѓале тука во оваа емисија, еден дел како да преовладува мислењето дека Трамп за Македонија е подобриот кандидат. Не го мислев јасно, не го мислев јасно. Зошто? Ќе објаснам. Како да има една поделеност, како да не знам зошто ме е префериран од луѓето кои што доаѓаат тука. Не можам да гарантирам дека така би сакал и Миронски да слушам. Зошто е кај вас така? Гледав една анализа и видов дека од екс-Ју републиките најниско, па дали Црна Гора, дали Македонија со 62-3% поддршка за Трамп, а има Словенија, Хрватска 90 на 90% го поддржуваат Трамп, значи Хилари Клинтон е негде ниско. Видете, таа е веќе видена. Ги знаеме низините политики, знаеме како го купија Косово. Па тоа не е по-сигурен терен од што неизвестноста на Трамп. Она што најмногу помага, немавме ние да добробит, а не направи нешто добро за Македонија, сем што со сопругот, кога беше прва дама дојдоа со Бил Клинтон, а кога беше државен секретар доаѓаше до Приштина, доаѓаше до Тирана и ни се обраќаше од тие центри. Видовме што бидна и со нашето име, видовме и со нашите евроинтеграции. Таа е, впрочем, славена во Приштина. Имаме Клинтон 1, Клинтон 2, бутици модни, имаме улици Клинтон и така натаму. Не знам, ја не верувам во политиката на Клинтон. Ја дури се кладев со на моја драга особа пред 3 месеци, реков Клинтон или ќе го изнесат да прлавиот веш за нејзе пред самиот избор, денот на изборите, или од кога ќе ја изберат. Има таа афери незатворени. Таа има афери уште кога со Клинтон биле во она прочуена нивна правна агенција, има таму неколку убиства и самоубиства што до ден денес не се расветлени. Американците тоа не го забораваат. Таму постојат неколку агенции безбедностни, FBI, CIA, NASA, или како ги викаат. И мислам дека тоа кат-тат ќе се удри од глава на Клинтон. Иако морам да кажам храброста, ја ценам храброста на Клинтон, изгуби од Обама,
прифати, не беше суетна, прифати да биде државен секретар, на време даде оставка за да се припреми за изборна трка и еве, предпоставувам, јас предвидувам дека таа ќе победи за ден-два. Знаете, последните анализи велат дека голем број од афроамериканците не излегуваат на гласање. Тоа не оди во нејзин прилог, дефинитивно. Мислам, ќе видиме како ќе биде, до последно е неизвестно. Од она што нели комуницираме со светот, Skype, Канада, Америка и така натаму, мнозинството луѓе, обичниот свет, сепак даваат поголема поддршка се уште на Трамп, но интелектуалниот свет, новинарската фела, медиумите, тука светот на уметноста, ако сакате, големите конзорциуми, светот на бизнисот, тоа се застана многу силно зад Хилари Клинтон. Јас лично 2 пати сум имала шанси да бидам со неа во друштво и можам да кажам дека е исклучително нормално интелигентна, исклучително амбициозна, како што и самите и како што и во Америка ја коментираат нели сите. Дали е добра за Македонија или не, нели? Каква политика и зошто е разликата, односно зошто во регионот, тоа е точно што го кажавте и јас што ги следев последните анализи говорат дека регионот многу посилно, снажно навива за Трамп, иако нели тоа сепак е на едно ниво кое не е словенечки, да. Меѓутоа, од друга страна, зошто е тоа така? Затоа што историски демократите некако не давале поддршки, ако нели велиме дека има еден континуитет, една иста линија во кој да владе, кој да е на прв или број 1 во Соединетите Американски држави, се едно е. Не е баш така. Секој председател и неговата екипа, тим, сепак имаат одредени, имаат одредени своји приоритети. Дали тоа ќе биде, сега до сега Балканот ни беше приоритет, тука имам и одредени бизниси можеби или други интереси, не, сега ќе се префрлам, другиот има приоритет Блиски Исток или така натаму. Несомнено, меѓу другото, сепак водејќи сметка за она што е една глобална нивна стратешка политика. Но од друга страна, знаете, демократите имаат многу силна грчко лоби. Ти има председателски кандидат кој беше многу силен, Дукакис, не знам дали се сеќавате, тоа беше одамна пред 20 на години, меѓутоа тоа лоби се уште е многу силно и Македонија сметам дека точно поради таа грчка јачина во редовите на демократите не е во приоритетот на и во фокусот на интересот на нивните лидери. За разлика од републиканците кои не се толку врзани со грчкото лоби, нели знаеме, тие се повеќе со некои други нивни лоби групи поврзани и така натаму, што нас повеќе може би, значи не знаеме, ризик е, но може би повеќе би ни биле во интерес. Како и да е, значи доколку победи Хилари Клинтон, ние несомнено знаеме од прилика што се може да не чека и нас и регионот. Доколку не кажувам до толку. Не знам. Јас не знам. Има неколку сценарија. Доколку победи Доналд Трамп, ќе биде нели големо изненадување, голема непознаница. Пазете, може да биде и страшен ризик, затоа што сепак е тој еден специфичен лик. Вашингтон Пост напиша неодамна дека неговите контроверзи се фантастични, околу дека намерно шири контроверзи и намерно креира една таква хаос и лаос варијанта, нели? Жаргонски да речам, а од друга страна сепак некако е методичен, стабилен во сите своји настапи, во целиот тој хаос што го креира околу себе. Значи, човекот очигледно исто така е умен човек кој умее да прави кампања и неговиот тим. Пазете, имаат многу сериозна кампања, ако зборуваме за кампањи, затоа што со многу помалку пари успеа страшно многу да се наметнат и да освојат сепак голем број на гласови без разлика дали ќе победи или не. Имамо предвид дека се работи за човек кој во 90-те години бил буквално банкрот. 2004 година бил пред банкрот. Сега е еден од најбогатите луѓе во Соединетите Американски држави и во светот и еве без малку можеби ќе победи. Се добро, можеби јас сум неправичен кога велам навивам за Трампа, најверојатно ќе победи Хилари. Ја викендов го читав вест и таму најдов дека еден податок дека Хилари Клинтон да ти биде државјанин на Вевчен. Прасош број 2 да имала. Ето, можеби од тој аспект ја треба да навивам за Клинтон, но не, ова е па стварно не од други поводи, оние машки или било што, вака таа ми е посимпатична, има подобро држање од Трамп, но Трамп е некоја гледам промена во Трамп, гледам ново нешто
може би е во право мојата соговорничка вели дека неизвестност, има доза во неизвестност од Трамп, но многу е деците дека ќе менува многу нешто во САД, а јас сум им припаѓам на групата луѓе кои веруваат дека Соединените американски држави се пред издишување, нивната демократија е веќе изморена демократија и мислам и треба свежо лице кое не се бавило со политика, па ако направи една длабински рез, работиве до корен, што би рекол Фром, да ги менува, можно е Соединените американски држави да видат првата, пак да си го земат првото место најдемократска земја во светот, бидејќи знаете како се уште е земја на опортунити, на можностите, тоа и остана, но американскиот сон одамна е одсонуван и не постои веќе американскиот сон. А тие беа познати по тоа дека сонуваат најдобри соништа и дека таму секој може од улица да стане председател, секако во еден развоен пат и така напред. Костов, Миронски спомна, би сакал и од незе после да слушам, но бидејќи почнавте да говорите за овој дел, за кампањите, дека добар дел од медиумите застана зад Хилари Клинтон. Зошто? Прво, ја одбра незе и нели за наши прилики малку е чудно што посилните медиуми отворено пред избори застануваат зад определен кандидат. Виде, многу добро го посочувате и ни го фокусирате. Ја вака прво би рекол, еве доказ што нам ни се прави со ова НКВД телото, кој не терат ни еден на новина, ни еден медиум да не каже свој став или да не се определи лево, десно или во центар. Еве, во најголемата држава не е така. Видете, Клинтон не е од вчера. Клинтон има многу јаки лоби групи позади неа. Значи, има неколку слоја на лобирање позади неа. Се предпоставува дека таа припаѓа на фамилија која веќе е докажана во американската политика. Да не забораваме, Клинтон имаше 2 мандата, во првиот поуспешен по мене, ако ја можам така да оценувам, во вториот понеуспешен, таа пуста Моника Левински чуда му направи. Али ете се знае, бидејќи да не забораваме таа, као државен секретар почна многу остро, многу добро. И знаете, американците секогаш на политички план паѓаат кога е во прашање војна или мир. Тие не ја стопираа војната. Либија, Сирија, тоа оди све на нивно конто. И јас тоа мислам дека е фалинката на Клинтон, но ете видете се, така не размислуваат медиумите. Ама знаете како? Тоа се све големи медиуми, тоа се системи на медиуми. И тие имаат традиција кога го поддржуваат. Мислам, многу добро тоа го објаснуваше Јасмина. Не можеш преку ноќ тие да се свртат и да на една традиција демократска да напуштат и ајде сега ќе го поддржуваме Трамп, кој, еве, не е ни републиканец. Ние гледаме од него и републиканците, некои се дистанцират, некои се откажуваат од него. Он е една појава за посматрање за социолози, психолози, политиколози за Трамп, ама за мене е успешна појава. Човек успеа толку конкуренти да ги победи, не му дава никакви шанси и еве го дојде на последниот степеник да го искачи. Лично мислам нема да го искачи, пошто имам ја една традиција 25 години кога пратам избори, првите гласови кои ќе дојдат се убитачни. Тој веќе губи со 4-5%, а тоа е изјаснување на некои си 50 милиони луѓе, оние кои пред време во Америка гласат, а ги има многу такви. Тоа е лош знак за него. Но еве, ја навивам за него пак. Значи, конкретно ја не можам да ви одговорам зошто го поддржуваат или политиките, платформата што тој ја нуди, а стварно нуди една радикална платформа на промени. Тој вика, се ке сменам во политика. Сега тоа се плашам, немој да биде ништо. Но, кажува, сега, тој е многу одбивен за латиноамериканците и за некои други така групи послободни, да речеме, оние што се борат за шестата, петата генерација права, да не ги наречам кој е ЛГБТ тамо заедница, и тој тука губи многу гласови. И веројатно можно е тоа да биде одлучувачки. Можно е да тоа е, но гледам човекот не се удвара, не е таков тип да по секоја цена. Тој знае дека можеби ето луѓето од Латинска Америка кои не се за подценување, тие се веќе подоминантна групација на времето кога беа, како ги веле обоените, тоа е поточно афроамериканците. Тој едноставно само еднаш им се извини кога ги навреди нешто. Не знам колку ја беше навредата, им се извини и кога пак не се бори за нивниот глас. Малку ми е интересен мене. Човек кој долги години се бави, кога ги воспитувам моите кандидати, им кажувам, не смееш кон гласаш да си брутален или да си груб. Ово е сосема спротивното.
А успева, видите, нему и понатаму му аплодираат, се воодушевуваат од него, видовте ли на оние првите места пред 3 дена дадоа што се отвориле, лобираат пред избирачките места, што речемо кај нас одма тоа ќе се поведат постапки, полиција и тоа не сме со разни транспаренти за него велат тоа е вистинскиот Хилари Клинтон не. Разликата е new face in the town и дежаву во политиката. Дежаву е Хилари Клинтон, а новото лице е Трамп. Мироски, дали се слагате со оваквите ставови и прашањето уште еднаш, значи, дали наистина Клинтон традиционално, почнувајќи од сопругот или таму и фамилиите се постојано во игра за избори, има упориште во медиумите, или пак медиумите проценили дека е тоа подобра опција за Соединените Американски држави и несоодветноста на јавно искажање од новинарски збор за еден медиум, што кај нас може би го има, но наидува и на отпори на осудување. И таму се поделени и тука, ама ние поинаку го доживуваме нашата политичка поделеност во медиумскиот простор. Да, па знаете, прво дефинитивно застана медиумите безрезервно позади Хилари Клинтон во оваа кампања. Мислам, тоа е мојот впечаток. Сега тешко јас од овдека да носам некои судови и оценки прецизни, затоа што не сум била за жал во овој период во Соединените Американски држави. Многу би било различно да сум таму, за да видам навистина што се случува. Вака нели само делови ние читаме нешто што ќе се или гледаме CNN и така натаму, но тоа не е реалната слика. Реалната слика се гледа на улица, во разговор со таксисти, во разговор во продавница, на пазар и така натаму, нели, за да можеш да излечеш некој навистина проценка што е што. Но од друга страна сметам прво дека застана безрезервно зад Хилари Клинтон затоа што барем од овде, како што реков, е моја перцепција, затоа што е нивна проценка, дека таа е подобар избор. Пазете, несомнено, таа е многу подобар политички играч. Таа знае политички како да се однесува. Сите дебати од она што го гледав, она е доминантна во начинот на кој реагира, подготвена е. Значи, се она што пиарот предвидува, она добро си ја научила лекцијата. Се гледа дека се труди максимално да ја научи лекцијата, за разлика од Трамп кој вика who cares. Втората дебата Трамп ја доби. Иако не зборувам јас која доби дебатата. Јас зборувам како, не зборувам која доби или кој бил подобар. Јас зборувам кој како се однесувало од аспект на нели она што е пиар и по сите параметри на пиарот се гледа дека таа ги следи тие типсови или назнаки, нели препораки што се држи до тоа. Значи добро си ја научила лекцијата како одличен ученик во училиште. За разлика од Трамп кој се однесува како who cares. Сега луѓето од друга страна и тоа го им се допаѓа, нели баш ми е гајле, малку мангупски стил, нетипичен за Америка за председателски кандидат. Значи нешто сосема ново, директна комуникација која е во овие денови, пазете, живееме во нов век. Значи имаме нов вид на медиумски комуникации, имаме неверојатен технолошки развој. Историски знаеме дека секогаш новинарството се менува и тоа драматично, зависно со технолошкиот развој. Нели Гутенберг беше, па имавме печатени букви, па имавме телефонот на бел, па радио врски директни и така натаму. Сега имаме чуда. Уште малце ќе се телепортираме некаде. Значи не знаеме што ќе биде со новинарството. И новинарите се адаптираат секаде во светот, па и во Америка, и го прифаќаат она што е вест на денот, а тоа е, за жал, по мој критериуми, реалити шоу. Значи, живеем во некој виртуелен свет и така да тоа е, си луѓето тоа го сакаат. Значи, не можеме да кажеме дека, не велам дали мене ми се допаѓа или дали така треба да биде, но луѓето тоа го прифаќаат, забавно им е, го следат начинот на кој комуницира со нив, нели, од фино до навреди, па навредите ги прифати или Хилари. Значи, едни навреди што се апсолутно нетипични за американската демократија и начинот на комуницирање пред избори. Од друга страна, мислам дека на контото на Хилари оди тоа што како минус ке одреден број граѓани, што е дел од некој условно речено веќе клан. Кланот Клинтон, кланот Буш, кланот Кенеди. Значи, колку и да беа одушевени и го сака и навистина, нели, респектабилен председател Кенеди, но како потоа се случуваше и како сака сите, нели, да фамилии држат политика, мок и пари, и да тоа во континуитет тече, тоа на обичните граѓани не им се допаѓа. Барем
така мислам, дека никаде тоа луѓето не го прифаќаат баш добронамерно. И тука мислам дека добива Трамп. Затоа што тој е сега од негде, нигде, никаде, бизнисмен, успешен, некој ќе рече, па добро, успел сам, како и да е, имал минуси, падови, плусови, направил нешто, интересен е, значи умее да менаџира, повеќе шоумен, но може би е дојден моментот дека нешто така во тој контекст ново е потребно на Америка и светот. Што е реков, од новото некогаш се плашиме затоа што е ризик одреден. Не знаеме што ќе биде или се. Да, некои сакаат предизвик, но повеќето, мнозинството на крајот на денот си вика чека, ова е проверена работа, лошарно знаеме што не чека. А овдека ни е голема непознаница. И тука сега ќе видиме како што ќе се одигра. Токму таа различност и посебност, изразено преку ова многу симпатично изразена реченица who cares, на кој му е грижа, е тоа што мене ме привлекува као ново лице Трамп. Уназад 10 години се бавам со брендирање и тоа е кај брендовите. Различен да си од другите. Мора да признаеме, Хилари Клинтон е веќе видена. Знаеме кои се домените, до каде може таа да дојде со својата политика. Тоа го видовме. На два пати го видовме. Лично мислам, као ново лице, Трамп може многу повеќе да донесе како во политиката и подобрување на вкупната економска, социјална, политичка состојба во Соединетите Американски држави, така и во светот, за разлика од тоа што Клинтон ќе продолжи еден континуитет. Впрочем, таа има и обврска кон Обама. Вчера Обама ја оправдуваше. Денеска Обама пак даде изјава за неја и изгледа тој ќе пресуди во изборите. Само тоа сакам да го кажам. Добро, одиме сега мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме, особено во делот што го почнавте од како се водат кампањите и пиар експертизи за тоа што прават двајцата кандидати. Малку реклами, а потоа се враќаме на дебатата. Почитувани гледачи, вие сте со аргументи, мои вечерашни гости, Јасмина Миронски и Сотир Костов. Миронски направивме, или почнавме да правиме анализа на кампањите, но сепак како да ми должите делот од прашањето зошто американските медиуми експлицитно се ставаат на страната на определен кандидат. Дали тоа е нивна определба пред секој избори за кого мислат дека е подобар кандидат, или генерално се поделени медиумите на запад или во САД и се очекува од нив да завземат страна? Па има и од едното и од другото. Знаете дека во светот најчесто, особено зборувам се за овие медиумски светови на развиените демократи, за земјите нели на вистина развиени демократи и слобода на говор, дека се на некој начин стрикно поделени од секогаш биле. Значи, во една Велика Британија, Daily Telegraph е десница, ги поддржуваат ториевците и тоа се знае дека е така, за разлика од еден Independent, кој е нели независен, односно левици, Guardian. Independent мора да не сгасна сега и таму медиумите, знаете, одат страшно надоле. Нели реков се менуваат нештата, па све онлайн повеќе станува. Во Франција, например, Фигаро е строго десница поддржува, додека Либерасион ја поддржува левицата. Во Соединетите Американски држави истата приказка е, Вашингтон Пост ги поддржува демократите, нели? Нью Йорк Таймс исто така. И имате тука кој на која страна е, дали се на страната на републиканците или на демократите. Но што е разликата меѓу нив и нас? Значи, поделбите постојат и се знае. Сега може би нели вака да не земеме и да не набројуваме, има многу и тоа си се стрикни, си се знае тој што дава пари, тој на крајот на денот и на некој начин ја не уредува груб зборе, но ја го менаџира весникот или телевизијата. Но што е разликата тука и таму? Разликата е тоа што во тој свет на развиена демократија, новинарите стрикно ги разликуваат она што ние го нарекуваме новинарски жанрови. И тоа што е вест, извештај, дури кога ги прават на модерен, наративен, интерпретативен начин, те имаат висок стандард на професионализам во соопштување на фактите. Знаете, дури Абрахам Линкол, американскиот председател, или познат, кажал дека на луѓето треба да им ги дадете фактите, за тие самите да можат да ја проценат вистината.
А кај нас многу често фактите се извртуваат, имаме коментари, а немаме вест, што е малку нели наопачки поставено. И луѓето се чудат, се коментира, се дебатира со денови нешто, а не знаат што е основниот проблем, што е основната вест, што е тоа, за што се дебатира. Значи, прво мислам дека тие стандарди сепак се таму на едно многу повисоко ниво. Кај нас беа во еден долг период, доста добро се држа така во еден период на транзиција, баш кога почна. Но за жал некако толку се исполаризиравме меѓу себе новинарите, што да кажам се забораваме, па забораваме и на тие професионални стандарди. Бидејќи немаме ние независно новинарство, во свет не постои. Имаме професионално, одговорно новинарство и непрофесионално новинарство. Мислам, барем тоа е мое видување и мислење по она што тука и во светот сум го стекнала како знаење и учење и така натаму. А втора работа е што да, вие може да пишувате, да работите во медиум кој е, бидејќи зборуваме за Соединените Американски држави, продемократски ориентиран или прорепубликански, а да застанете зад кандидатот на другата партија. Затоа што сепак, доколку се излезе со аргументи зошто тоа го правите, вие ќе најдете оправдување во јавноста за тоа. Значи, нема да ви земат за зло. Без разлика што целиот весник клони кон и ги оправдува сите други. Значи, нешто ако сметате дека не е добро, нели, велиме новинарите се watchdog, нели, внимава, се мора на демократијата. И секоја аномалија, оти кај нас често, кога се користи тој термин и се зборува, се мисли на аномалиите што ги прави власта или владата. Не, што ги прават сите во општеството. И власта, и опозицијата, и граѓаните. Значи, новинарите внимаваат што се случува во општеството на сите нивоа и се еден вид нели укажуваат што, како, зошто не е добро и еден вид едуцираат што и како треба да се прави. Но сето тоа треба да се прави врз база на многу силни аргументи. Мислам дека тука тие се појаки кога станува збор за аргументите, а кај нас некако зборовите се посилни од аргументите, за жал, во многу ситуации. И затоа тука ние имаме проблеми какви што имаме, а кај нив дури кога грешат, значи не е баш нормално сите да застанат безрезервно за Трамп. Значи, но како е тоа поставено и како системски функционира и кога грешат и кога пред сите апла се прави Холивуд стил, нели? Малку глума, малку ова, малку тоа, сите ги оправдуваат. Тука има нивниот, значи знаат како да имаат аргумент за себе, како да избоксуваат. Зошто од друга страна баш толку многу застанаа само зад Хилари Клинтон? Веројатно, повторно, бидејќи не сум таму, не знам точно се, но сигурно има од двете по нешто. Она што го рековте. И лоби групите. Лоби група што е? На некој начин легализирано, како да кажеме, плаќање на нешто, агитирање и плаќање, нели? Тоа е легално, постојат лоби групи силни и некој заради убедување, некој заради лобирање. Знаеш што, интересно е да се симплифицира и некој убаво кажа, но кај нас како е ова? Значи, кај нас е доведено до ниво на вулгаризација, медиумите што поддржуваат власта, ова конзервативната, десничарската, ги етикетираат како клети ВМРО-вци, а овие што се па за левичарската опозиција, комуњари. Малку добар почеток и двајцата ми дадовте почеток. Мислам да шлангор за едно прашање кое, ако веќе уште говориме за медиумите, а многу е важно бидејќи и тука се прават дебати и гледам многу има во Соединените Американски држави дебати по 8 луѓе, каде што четворица се за едниот, четворица се за другиот кандидат, има дебата, меѓутоа на што говори Миронски. Од она што можам да слушам и колку што можам да следам, има и обвинувања, има и спротивставени мислења. Меѓутоа говориме за аргументи и нема толку многу дисквалификации како што овдека во ова студио и во други медиуми можам да видам на дебати меѓу спротивставени експерти и аналитичари како вас. Зошто е тоа така и дали го делите моето мислење, господин Костов? Па ја да кажам, јас сум приморан да го делам на еден начин, бидејќи изминативе неколку дена ми се случија некои недобри случаи, што вечера ќе се обидам кратко само да ги објаснам. И мислам дека любиш се работи за политичката култура, за нивото на демократската политичка култура.
жално е, после 25 години, ние немаме задоволувачко ниво на демократска политичка култура, култура на комуницирање, култура на обраќање кон суговорникот, култура на респектирање На туѓото мислење. или не на туѓото мислење, став и одлука. Ама не да го напаѓаме, ние можеме да го напаѓаме тоа мислење, ние можеме тој став, можеме таа одлука да ја напаѓаме на соговорникот. А зошто личноста? Кај нас директно се оди по личноста. Прво се етикетира, се навредува, се изнесуваат валканици и не знам што. Убава емисија имате вие, аргументи. Запоставени се аргументите, запоставени се фактите. Па, кога е во процес на некој докажување, актуелно е ова пусто СЈО кај нас, запоставени се доказите. 2005 има напишена книга Политички комуникации, во подтекст е дебата, толеранција и разговор. Значи, нам ни отсуствува тоа отворена дебата, каде што ќе му дае шанса на соговорникот да се доискажи, тоа ќе го прифатиш или не, не е најбитното, но мораш да го респектираш како личност. Мораш најниско да го ставиш на своје рамниште. Никако да го погазиш, никако да го повредиш, никако да го навредиш. Напротив, кај нас, секој пат кога отсуствуваат аргументите, кога во една ваков разговор, дебата или било што, ќе ни снема аргументи, ќе видиме дека противникот е појак од нас, за да направиме ние еден засврт, еден спин во наша полза, ние удираме на личноста, ние удираме на приватната состојба, ние удираме на семејството и отеднаш дефокусираме, ама на публиката може би тоа и е интересно. Не, демократијата подразбира отворена дебата, разговор за есенцијални теми, битни се темите, битна е самата демократија, личностите кои ја водат таа дебата, личностите кои ја водат, еве да речеме и таа расправа, не се толку битни од аспект дали ќе ги напаѓаме или не. Како што реков, напротив, треба нивното стојалиште, нивната одлука и така натаму, и така натаму. А Дарендов одамна кажал, ќе ни требат 60 години, тоа го кажал 89 година, 60 години на земјите од Југоисточна Европа да направат граѓанско општество и граѓанско општество со високо ниво или задоволително ниво на демократска култура. Не знам, имаме, некој пат кога гледам од еден аспект, имаме едно ниво, постигнуваме, но секој пат со секој нови избори, како да премногу се делиме, како да премногу се бојадисуваме и како да премногу со страсти и интереси настапуваме, наместо да настапуваме со принципи и вредности. Самите се погазуваме, сега кога зборам ова, велам, и на нас аналитичарите, и на кандидатите, без разлика дали се за пратеници, за председатели, на градоначалници или советници во општините, и ако, простете ми, како беше, опросте ми папи, и на вас новинарите. Ако е ситуацијата малку поинаква, ја лично мислам дека ќе бидеме малку пореспектирани и како држава, ќе бидеме пореспектирани и како демократска заедница и нема така брутално одстрана да ни се мешат во нашава куќа, ете да речеме меѓународната заедница и да ни кажуваат што да правиме во судската сала, што да правиме во обвинителската канцеларија и што да правиме во телевизиската. Ова што говорите само уште едно дополнително прашање, мислам е факт дека е така, но она што зачудува е ние сме степека на помало општество од Соединетите Американски држави. Многу ние на помало. некој начин се познаваме безмалку сите. И особено кои ќе дојдат луѓето во студиото се познаваат. Некои си блиски соработници. Најдна се толку поделени што во таа жестина на кавгата одат со лични дисквалификации. Може еден пример да дам во прилог на ова? Може, проверете како не. Пред 7-8 дена на Алсатем имаме една дискусија со господинот Александар Тордиски и се расправаме дали е неопходен судскиот налог за едно истражно действие. Сите мои аргументи и факти ги употребив да му докажам дека без таков судски налог не може лицето М и лицето Н да го прават тој действија. Познат адвокат, квалитетен адвокат, докажан адвокат. Ама во улога на советник на Катица Јанева,
Тој ја свртува дискусијата и ми вика, да, тебе те знаеме, зошто ти така велиш? Ти си човек на владата, тебе владата те плаќа, ти знаеме како взимаш пари, големи плати, така натаму и така. Друг мој пријател го прифаќа тоа после 3 дена во топ тема, Саша Ордановски, кога му кажува 10 пати спомна бандитите, криминалците, ВМРО, Никола Груевски. Еднаш, 2 пати, 3 пати му броев. Најдевте докази, ги имате да ги понудите вечерва, ги немаме. Катица Јанева ги бара година и 2 месеца. Ги најде таа, ги понуди на јавноста, не. Се што обвинуваше јавно. Ги понуди на судот, се уште не. Зошто вака етикетираме? Зошто вакви флоскули правиме? Утре дента на 3-4 портали, Дока Сем, и то пазите од кој ниво, Центар Ньюз, Дока Сем, Гласот на народот, Сотир Костов плата 100.000 денари, сопругата на Сотир Костов 120.000 денари, синот на Сотир Костов 100.000 денари, што нема врска, и сите платени од владата. 17 години сум воздухопловец, најпрво во управата за цивилно воздухопловство, па агенцијата, па Македонска навигација, провајдерот, па сега во независното тело за истраги. Значи, толку години мене ме плаќаат од воздухопловни пари, од Брисел што доаѓа, што не влегуваат во државниот буџет и не може да се употреби граѓаните те плаќаат тебе, ти парите на граѓаните ги трошеш, а тие ја лепат токму таа етикета ја лепат. И сега што се Сотир Костов да се брани дека неговиот син не зима толку, дека зима 37.000, дека ја не зимам 100.000, дека зимам 67.000. За мојата сопруга не можам да откриам платата бидејќи е владин службеник, немам дозвола од владата, ама ако објавија 120.000, јас само ќе кажам 5 пати е помала. И сега, со таа етикета, зошто го ова зборам? Не го зборам толку ради мене, повеќе го зборам ради моите 5 деца, ради мојата сопруга, ради мојот прв комшија, кој ќе ме погледне и ќе ме рече, едно зборуваш, а ваму си земал 5.000 евра месечно. Тоа го зборувам за школските другарчиња на моите деца. Тоа го зборувам за луѓето што на улица ме сраќаваат и едни ме одобруваат на овие дебати, и ме потфалуваат, други ме кудат, има и такви. Господине Костов, синоќа, оно што го зборевте, не беше така и не беше така. Токму за сите нив тоа го зборам, бидејќи да се знае вистината. Ама Сотир Костов и не е битен. Примерно, зошто го дадов? Битен беше тогаш темата со едните, постапувањето на специјалниот јавен обвинител, дали е исправно или не, а во топ тема беше темата дали луѓето на власт, генерално сите се криминалци. Јас застапував дека не може така да се лепат етикети, не може така флоскули да се стават, него требат аргументи, докази, факти, валидни, во процедура собрани пред суд. Бојрум, кој што правил, не сакам никого ја на невидено да бранам, нека си одговора кој што правил. Ама ете, портали, истражував малку, се подналјути еден член на мојата фамилија ќе туже она, ја прв пат кога излегов у јавност реков: излегувам јавно, ќе се соочувам со луѓето, ќе менувам, ќе спротивставувам аргументи, никој пат нема да тужам. Ја и овој пат нема да тужам. Ама треба вистината да се знае. Треба да ја зборуваме вистината, а не луѓето да се обидуваме да ги дискредитираме, да им лепиме етикети кои не ги заслужуваат, а се далеку од вистината. Не знам дали ви одговорив, ама можеби малку емотивен бев. Ете, со личен пример покажав дека не треба така да се работи, не треба, напротив. Дајте потврда една. Мислам, може, кој сака може, јас ја не сакам ова да го изнесувам овде, вие ако цените за потребно, еве, доказем репортер Центар Ньюз, Народен глас, сум припремил ја и што објавиле и кои потврди ги имам за лични доходи, тоа може да се виде и да се виде која зборува вистината. Добро, институциите не можат да фалсификуваат. Ова е печат на директор на МНФ, ова е подпис, ова е американците. Да се вратиме малце на Соединетите американски држави, тоа не е тема, не е на разговор и кампања. Ме праша за Македонија. Кампања. Сакам да направам споредба околу културата на полемиката, бидејќи е факт дека се случуваат и во оваа емисија на лични дисквалификации и тешко можеш да интервенираш во такви ситуации, а да не фатиш страна кого да браниш, кого не, како водител или модератор на една емисија. Јас таму не сум бил во тие емисии домаќин, но еве бидејќи дојдовме до таа точка, господин Костов своето искуство го кажа. Миронски, говоревме за кампањи на луѓе кои што се во кампања. Ова беше пример на луѓе кои што поддржуваат или не поддржуваат, полемизираат околу одредени личности. И кај нас се говори за дали ќе биде кампањата ниска или не.
дали е секаде така? Оно што можеме да го видиме и во САД како најдемократска земја во светот, овие кандидати многу Балкан беше извади еден за друг. Апсолутно нетипично, претерано Балкан беше извадија и многу Дури за нетипични време на ситуации имаше. кампањата во својата партија, кога мора да се кандидираат пред своите И пред сопартици. своите сопартици, и своите против кандидати, и меѓу себе прв пат не се ракуваат, тоа исто така не се случило во Америка или на дебата. Македонски на крај синдром ги фатил. Тоа сакам Да. да кажам, дека наместо ние да навистина ни се согласувам со оној момент кога кажа дека имаме многу ниска култура и некако станува за жал се пониска. Дали пак ќе кажам времево во кое живееме, таа динамика, овој хаос, нешто наметнува, наместо да одиме да стануваме се покултурни, ние стануваме се понекултурни. Се повеќе вулгаризми. Многу страст внесуваме и интереси. Страста мора да ви кажам, по пиарот, нели, бидејќи како пие, тоа мора да се контролира. Затоа што Па со вредности. со емоции, Ако со понудиме страст, вредности, ништо ќе биде не подобро. постигнуваме со емоции и Да, со страст. да, Оние што да. се помртви ладни и што помалку емоции внесуваат во се и во политиката, тие подобро поминуваат на некој начин. Страст може моментално или на во одреден момент, но не да ни биде постојано присутен со нас, нели, во сите тие дебати и така натаму. Многу ниско ниво на комуникација воопшто, многу лош јазик, говорен, пишуван, каков сакате. За жал, многу неписменост. Македонскиот јазик се извитоперува. Се говориме за Америка или за Зборуваме за Македонија. Македонскиот јазик се извитоперува во Македонија. Бидејќи Уште во не САД беше станал, пример уште така. не сме станати. Се исповреѓаа таму многу. Па тоа сакав да кажам дека кај нас е ситуацијата многу лоша по мене, од тој аспект дека навистина имаме ниска култура и навистина имаме етикетирање. Ако јас сега кажам можно е да победи Трамп, мене одма ќе ми речат ти ваква таква не значи дека ако јас проценам пример, нели оној што не е за Трамп. Ако јас проценам дека сепак има дека тој ќе победи, јас сметам тој ќе победи. Тоа не значи дека јас навивам за него. Анализата покажува Значи, според дека може да се случи така и така, да. Да, не дека... значи одма се сваќа лично. Тоа сакам да кажам. Значи одма сваќа, аха, ти си за Трамп, ти си за овој, ти си за оној, одма се лепат етикети и така натаму се прошируваат и тоа е навистина грдо. И тоа не наводи никаде. Впрочем, се гледа, мислам, во какви ситуации и кризи сме со години. Тоа е резултат меѓу другото и на тоа. Тоа нешто се пресликува во Соединетите Американски држави, наместо обратно, vice versa. Вие се говоревте за... За Македонија зборувам. Ама не за политичарите. Говорите за Зборувам медиуми. општо, медиуми, Значи, оние кои што се политичари во се, политичката и трка, политичарите, па како не? На митинзи или во кампањи. Па како не, малку ли навреди меѓу политичарите слушнавме за тоа последниве и години? Малку се говор видам на да- омраза? Апсолутно. Значи, и говор на омраза, и вулгаризми, и Ама навреди. вие сте експерт по пиар. Дали нивните пиари ги советуваат така или се луѓе и кај нас и таму како Трамп за кој што велите, луѓе кои што мислат дека повеќе знаат од пиарот и дека е подобро да се навреди, да се биде емотивен, одошто да се прикаже собствената програма или дел од Знаете, она што го знае. во пиарот основно е што треба да пренесеш порака и треба да на луѓето да им кажеш нешто и се вели, ама тоа што тие сакаат да слушнат. Да, тоа што тие сакаат да слушнат, ама не, има еден класичен пример, абе добро работиме, не добро дека работиме. Луѓето сакаат да ја слушнат што ќе биде кјарот од она вие што го работите. За нив. Тие сакаат да слушнат што е тоа што е вредно и важно за нив, а не за јавност генерално, и не за политичарите. А кај нас се тргнува од обратната насока. Значи си кажува во јавноста она што сметат, да ви одговорам на прашањето, дека е добро за нив и нив дека ќе им донесе поени. И прават погрешни проценки. И нивните тимови, на нашите значи, политичари, да. и тимовите нивни, мислам дека прават страшни грешки. И самите политичари. Тука може да е двонасочен проблем во комуникација, затоа што имате многу луѓе и пиар експерти кои се околу нив, кои не прво можеби не имаат доволно познавање. Второ, Второто? за да бидат фини со нив и да соберат некој поен за нив, тие не им кажуваат што се треба, нели, да Него направи. Што мислат дека опортуно, повеќе ќе им да им помине. одговара, да. Јас ќе ви кажам еден пример блиц само. студиски пиар. Да, на времето ме викаат, нема да именувам, огромна куќа, значи не медиумска, туку бизнис куќа, како да кажам. И генералниот директор германец. Ме викаат на како консалтинг за пиар, ќе има пресконференција со новинари. Неговиот корпоративен менаџер
еве како се однесуваат пиар луѓето, дури и со странците. И ова се пресликува веројатно можеби во некој домен и во Америка. И седнати и му вели, не се секирајте, утре имаме прес, ја викам, што треба? Ги слушам, вика, не се секирајте. Се е договорено. Што е се договорено? Сите прашања одговори од новинарите. А за фирма станува збор. Значи, не за политичари, за фирма. Ја велам како е се договорено. Така иш да немате гајле. Она го убедува корпоративниот пиар, генералниот менаџер кој е многу висок, не знам, лик на многу висока позиција. И јас се извинувам, не може така. И они в шок. Таа страф и трепет, како смеам да кажам такво нешто. Па како, викам, треба го научиме човекот да знае да одговори на секакво прашање и најбудалесто, а не вие да ги договарате прашањата со новинарите. Утре тој новинар може да не дојде на прес, може да се разболи, може да скрши нога, се бива така. Наопачки се поставени нештата. И затоа имаме многу грешки. Во овој контекст еден пример јас ќе ви кажам, нема да именувам, а познавачите ќе препознаат. 99 година се водат председателска кампања за Македонија. Јас работам во еден штаб, дел од кампањата. И сега, еден од подпредседателите на партијата пред 3-4 дена два пати го употребува зборот за нашиот председателски кандидат рушилачка моќ. Ама со добра намера да каже дека е многу јак, ние проценуваме тимот дека тоа негативно се сваќа во јавноста и децидно кажуваме за следната конференција, тој збор нема да се употреби. Имаме многу посоодветен харизма, човек со авторитет и така натаму и така натаму. Знаете што се случува утре дента? Се излегува на пресконференција и вика, мене ми рекол ова да не го зборам, ја пак ќе го зборам и кажувам, тој има таква моќ. Тоа е недисциплина. Па не, тоа е лоша проценка исто така. Тоа е луѓето што се бават со изборни кампањи, што ги дизајнират изборните кампањи. Пиарот е еден дел од изборната кампања, значи немат авторитет, тоест немаме авторитет да се наметниме не секој пат кај кандидатите без разлика што биле кандидати, зашто да слушаат и тие околу нив, бидејќи вака орото во изборна кампања не го води раководството на партијата, го води изборниот штаб, а на изборниот штаб лева рака му е тој што ја води кампањата, што ја дизајнирал, а десна рака е офицерот за пиар. Тие ја водат работата. Ако нив ги слушате, ако добро се направила добра кампања, тоест добра проект и медија план, и како ќе се одвија кампањата и све, резултатите нема да изостанат. Но ако раководи некој си генерален секретар на партија, не некој си, пардон, генерален секретар на партија, подпредседател на партија или самиот председател на партија, грешките се неминовни. Тие се однесуваат кон јавноста онака како што тие мислат, а има строги правила во односот со јавноста, строги правила во обраќањето и доколку не се придржува, се губи шмекот на кампањата што е замисли. Ќе направиме уште една пауза. Мислам дека отворивме добра дебата околу улогата на пиар стратегијата во политиката. Би сакал да продолжиме уште малку по ова, но да ги последиме вториот блок на реклама. Аргументи. Трет блок. Почнахме за улогата и значењето на пиар стратегијата и ми се чини, Миронски, дека тоа барем во Америка на професионален начин добро функционира, на развиено ниво е, кај нас е рудиментирано, ми се чини. Е повеќе ова, зашто говореше ти дека таму нарачателот нарачува како треба да биде пиарот. Мислам дека тука има голема грешка и може би тоа е наш став. Така може би успева, но мислам дека во Америка не е така. Да се придржуваат најчесто до советите на пиарот и многу внимание и пари посветуваат на тоа. Па имаат и навистина фантастичен пиар. Мислам и британците и американците, воопшто Западна Европа, меѓутоа посебно Велика Британија и Америка, навистина треба да им се сивне капа. Имаат фантастичен пиар кој дава вродува со плод, нели, дава успеси, се гледа. И тука, пазете, се е занает, како нашето новинарство што е занает, ја спомнав и прески. Пиарот си има што, зашто, како правила, кои навистина многу помагаат. Откако јас почнав да се занимавам со тоа, гледам во колку ситуации, во обични некакви ситуации секојдневни, па ми помага што сум поминала
одредени обуки. Значи, навистина е нешто што е позитивно и корисно. И од тука не можам да ги разберам оние кои се занимаваат со дејност која бара пиар, затоа што не се Јавна само политичарите. политичарите. Практично тоа е веќе нераскинлив дел од кој да е нели, професија која е малку поекспонирана. Треба да се следат одредени препораки. Затоа што во крајна линија треба да се проба. Затоа што не може да има штета од тоа. И некои работи, не знам, некогаш дури премногу тврдоглаво, дали тоа таква природа, све генетиката ни е тоа, реагираме неумесно и непримерно на некои ситуации, наместо да прифатиме она што е добро, треба да се прифати и треба да се менува. Од друга страна, видовме дека, како што и преска рековме, и во Америка, деновиве, некои работи се изместени. Значи, излегуваат од она што е стандарден пиар. Дали повторно, сега тоа е така еден природен тек на нештата, бидејќи се е менливо. Дали тој реалити шоу што го спомнав и таа виртуелниот свет во кој живее голем број на граѓани, нели, нонстоп на телефони, на компјутери, на... Па тоа сето влијае и луѓето некако се смета дека луѓето повеќе прифаќаат такви нешта отколку она што е стандард, класика и добар збор, убав збор, правилно испратена порака, ќе покаже времето. Ја дори похрабро би одам вака, пак со пример конкретен, пред 10 години еден курс на Мекинерицон школата за пиар имавме и кога не тестираа таму, од 10, 8 луѓе не погодувавме што е вистинскиот пиар. Значи, не сум сигурен дека луѓето многу го употребуваме PR, public relation, односи со јавност, ама сега голем дел луѓе во нашата јавност го поистоветуваат со маркетингот, со политичкиот маркетинг, а не е тоа. Тоа е однос со јавноста, истакнуваш нешто, создаваш ивенти, создаваш нова вредност и создаваш идентитет и имидж, потоа тоа го трансформираш во имидж и така натаму на еден начин. Тоа е брендирање во политиката, ако сега збориме за политиката, создавање на нова вредност, ама на вистински начин, во чија база основа има вредности, а не извртување како што е кај нас, во најголема мера, да речам. Зборот ми беше, многу го употребуваме, као кратеница е многу симпатична пиар. Ја на тој случај, пред 10 година видов дека многу малку луѓе знаат кој е вистинскиот пиар. Оние што го знаат, јас сум бил сведок, добро го пренесуваат и ја можам да ви спомнам неколку изборни кампањи кои биле толку добро во нашата традиција од 91 до денес, толку добро пиар скоцкани, спакувани, со тоа што, ако биле на партија која има ресурси, време, луѓе, пари доволно, бил победнички пиар, доколку била на најсоодветна партија, тоест мала партија со мали ресурси, била запамтена само као добра пиар кампања, а не победничка кампања. Тој дел само толку. И со малку пари да направите добри односи со јавност. Значи, да, добро што спомна, кратенката е користиме, тоа се односи со јавност пред се, комуникација со јавноста, ама тоа е општо. А во таа комуникација, оној што рековте, и градење имидж, и градење бренд, и политички кампањи, и комуникација со медиуми, и многу други нешта. Тоа е навистина една наука денеска. И во тие сегменти има многу детали и финеси. Основното на изборната кампања е максимизирање на бројот на гласови со минимум средства. Тоа е тоа. Тоа е умешност. Тоа е умешно, тоа е голема уметност. Тоа е успехот на... За крај, нешто што во секоја кампања има една поларизација. Без разлика дали ставаме збор за Македонија, САД или Велика Британија, мислам дека тоа е и целта на кампањата, да се покажат разликите меѓу двете спротивставени страни кои што конкурираат за одредено место. Дали тоа парламентарни или претседателски избори, без разлика. Значи, поларизација и спротестување на кандидатите до максимум. Она што се прашува, Македонија во овие моменти изминативе години навистина поделено, и тоа партиски поделено општество, не толку етнички, како што партиски сме поделени, така јас го доживувам и можам да го согледам во секојдневието со граѓаните. Но мислам дека така и во САД, говориме за изборите утре во Соединетите Американски држави. Моите посети на Америка не се многу, неколку, но таму сите оние кои што биле поделени околу тоа кого подржувале како председател, после денот од како одредена личност била избрана за председател, за премиер, тоа што таму е извршна власт,
тој станува председател на сите и го почитуваат без разлика што до вчера можеби најлошо се изразувале за него. Дали мислам дека е така или навистина една култура и традиција го прави тоа таму кај нив, а кај нас подереност останува и потоа. Тоа е апсолутно така. Значи се согласувам, мислам дека тоа е погубно практично и тоа не чини многу за политичка, мислам дека и многу влијае воопшто во политичкиот живот во Македонија од 91 наваму. Од независноста не имавме контроверзни избори за председател на државата и постојано негирање од едни или други, од едната или другата страна. И тоа е навистина штета за оваа држава и за овој народ. А тоа е навистина голем успех за Америка, што успеала колку и да не се сакаат, нели, на крајот на денот да си честитаат и од утре во интерес на државата пред се и на граѓаните на таа држава, кој ќе кажам држава, мислам на граѓаните. А не во наш личен интерес или на партијата, одат заедно напред. И работат тимски. Америка е позната, нели, тим. Ама вродува успех. Гледаме, зошто да не го копираме тоа? Тука мислам дека уште далеку сме од тоа и дека ние на сегашните избори веројатно некој некого ќе негира, кој да победи кај нас, но може да се случи. Прв пат во историјата да имаме една таква ситуација и во Соединетите американски држави. Не би го исклучила и тоа. Затоа што таму имаме, нели рековме, една невообичаена ситуација. Не, сме констатираме за балканизација на самата. И сега, не знам, ќе видиме. Би било штета, да ви кажам, не навивам за тоа, затоа што сметам дека тоа не е добро, дека треба да се признае, треба да се уме да се признае пораз. Па дури да бил незаслужен пораз. Значи сме изгубиле. И со манипулации, па и тоа треба да бива. Со манипулации се успел, Боже мој, следните избори ќе победам јас. Честита и продолжи понатаму. Научи на грешките. Не, упорно не се учи на грешките и упорно знаеме се најдобро се. Малку повеќе джентлменство, малку повеќе политичко витештво. Сетете се на Ал Гор. Не се докажа дека тој изгуби. Или поточно не се докажа кој беше Буш. Така е, со Флорида и со Данци. Тој излезе, даде рака и честита, за да ја спаси нацијата од бруки. Да. Тоа е витештво во политиката, многу ретко. А да го преведеме кај нас. Кога ќе престанеме со грдата практика граѓанинот Црвенковски, двете страни ќе ги спомнам. Да. Граѓанинот Трајковски и одредени субјекти ова што му го прават на Иванов. Тогаш нас ќе не биде и тогаш ќе можеме да кажеме дека сме научиле лекцијата демократска политичка култура. Битката заврши, си подаваме рака, борбата продолжува, но треба да се знае дека треба општествената заедница институционално да действува. Тој што победил, да го заземе местото и да организира заедницата. Следниот пат се претпоставува дека јас ќе победам. Нам тоа ни недостасува. Тоа е крајот на аргументи. Ви благодарам што бевте гости во оваа емисија. Мислам дека некои сознанија им предочивме на граѓаните некоја паралела меѓу како е тоа во демократскиот со или без наводници свет и како е кај нас, очигледно дека треба да се учи, па можеме малку да замениме и да учиме од американците, а тие да не примат многу од балканските манири во кои што сме навикнати да живееме. Почитувани гледачи, ви благодарам вам на вниманието. Ви упатувам дека утре ТВ Нова ќе биде цела ноќ со вас, ќе ги следи изборите во Соединетите американски држави, се до конечните објавувања на победникот. Ќе имаме своји гости, ќе се вклучуваме во програмата на CNN, а во среда наутро и ќе коментираме што можеме да очекуваме од победникот на тие избори. Ви благодарам уште еднаш и довидување.